Почитувани, просечна нето плата заклучно со месец март 2017 година изнесува 22.445 денари. Во месец март 2006 година просечна нето плата изнештуваше 13.255 денари. ВМРО ДПМН во периодот од 2006 до 2017 година ја зголеми платата за цели 9.190 денари или за 70% повисока просечна плата. Тоа е директен бенефит за граѓаните и подигање на животниот стандард на граѓаните. Дополнително, во моментот невработеноста е намалена на најниско ниво од 22% во историјата на независна Македонија. Или, поточно, невработеноста е намалена од 38 на 22,9% за повеќе од 15%. ВМРО ДПМН изминатите години посветено работеше на економскиот раст и развитокот на македонската економија. Во време на светска економска криза, која траеше неколку години, растот на македонската економија беше во континуитет во нагорна линија. Поволните услови за инвестирање во Република Македонија, политиката за привлекување на странски инвестиции, воспоставување соработка помеѓу домашните и странските компании и овозможување на домашните и странските фирми, олеснување за вработувањата и отварање на работни места се само дел од политиките кои влијаја на покачување на просечната плата во рок од 10 години за цели 70%. Како една од главните економски гранки кои беа моторот на економијата и стопанството и најдиректно влијаја за зголемување на просечната плата, би ги издвоиле градежништвото околу 20.000 денари, IT секторот 40.000 денари и рударскиот сектор околу 30.000 денари. Преку развојот на овие три гранки, како и стимулот за истите да можат побрзо да се развиваат, компаниите имаа можност во константа да ја зголемат платата во овие економски гранки. Очекувањата на граѓаните се да продолжи и понатаму трендот на воведување мерки и реализирање на проекти за покачување на просечната плата, подобрување на квалитетот на животот, како и на нивниот животен стандард. Граѓаните очекуваат СДС да ги исполни ветувањата и да овозможи нови 64.000 работни места и просечна плата од 30.000 денари. Минимална плата од 16.000 денари исто така во првата година, а докторите очекуваат плата од 100.000 денари. Граѓаните исто така очекуваат и стабилна економија и годишен раст кумулативно секоја година од 5%. Граѓаните немаат никаква корист од најавите на СДС за уривање, блокирање и укинување. СДС мора да почне да испорачува тоа што го ветиле. Македонија се сака со дела, со многу работа и со многу одрекување.